Психолог од Општата болница во Струга, магистарка по специјална едукација и рехабилитација од областа на оштетување на слух, психотерапевтка со бројни сертификати, останала без работа во периодот кога била бремена и од стрес го изгубила бебето во седмиот месец од бременоста. Со ова е направена дискриминација по пол и род и состојба на бременост, потврдуваат од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Таа работела со години на договор на дело и во периодот кога требало да се направи договор за вработување, било невозможно заради распишување на изборите. Од комисијата објаснуваат дека оштетената кажала дека е бремена и кога го прашала директорот на болницата зошто не го продолжуваа договорот, директорот и рекол оди дома. Сега имаш поважна работа, бремена си. По завршување на изборите на конкретната господја е даден нов договор на определено време со трајање од 3 месеци, во кој период таа обзнанува дека е бремена. Откако ова се обзнанува, на нејзе веќе не и се продолжува договорот и во 2025 година примена на тоа работно место е нова господја психолог и друга комисијата, впрочем ја гледа и интерсекцијската дискриминација, која што е врзана посов на пол, род, но и бременност на самата подносителка. Од болницата во Струга за Канал 5 објаснуваат дека психологот била ангажирана од 2021 година на договор на дело. Директорот на болницата Владимир Бучевски за Канал 5 одговори дека тој немал никаква намера за дискриминација, ниту било намерно избркана поради бременост, туку изборот за вработување бил распишан со оглас. Во текот на 2025 беше распишан оглас за прием на дипломиран психолог, каде учествуваше и именуваната. Но на огласот беше второ рангирана и одлука за прием се донесе за прво рангираната. Одлуката воопшто не беше обжалена од психологот кој беше претходно ангажиран. Во Канал 5 реагираше психологот Маја Талеска Василевска, која објаснува дека поднала приставка и договор на дело и било понудено на другата колешка, а потоа и вработена на неопределено време. Таа вели дека е точно дека била второ рангирана, но дека не е јасно зашто директорот ја поврзува таа ситуација со онаа која опишана кај комисијата. Објаснува дека погрешно се постапило со неа заради необрнато внимание со нејзината состојба. Од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација со препорака до болницата во рок од 30 дена да и се извинат на оштетената и во иднина да се воздржуваат од дејствија на дискриминација.